каде што се очекува стартот на собраниската седница на која што се најавени измените на законот за влада, со кој што практично би требало да помине и укинувањето на пржинската влада по наредните избори, каде тоа силно ги поларизира политичките партии. Така, Александар, во 13 часот е закажано продолжение на седницата, на која што всушност овој пат како прва точка ќе дојде, бидејќи предходните точки веќе поминаа изминатите денови, се токму измените на законот за влада. Се работи за измени кои што се поднесени од Министерството за јавна администрација, а кои што всушност значат укинување на онаа пржинска или привремена влада која што имавме 100 дена пред секој избори, со тоа што таа целосно не се укинува за наредните избори, како што стои во објаснувањето, туку за изборите по нив, односно за вторите поред парламентарни избори, кога и тие да се случат. Ова значи дека опозицијата, која и да е во тој момент, ќе ги изгуби оние можности да именува министри и дополнителни заменици министри во одредени ресори, за кои што се сметат дека се клучни во текот на изборниот процес и може да дадат некаква контрола, да нема злоупотреба на државата и на државните институции во корист на владеачката партија. Оваа влада беше формирана, како што спомена и ти, со Пржинскиот договор 2015 година. Пред известно време, неколку години поред, се зборуваше дека не постои потреба повеќе да постои со оглед на тоа дека политичката состојба во државата е стабилизирана, но сепак кога дојде ваквиот предлог, опозицијската СДСМ, која првично беше за укинување, вели дека сега постојат услови таа сепак да обстои, имајќи ги предвид, како што велат сите политики и начин на кој што функционира власта на ВМРО ДПМН вреди и знам. Тие стравуваат од изборни манипулации, бараат ваквата влада да остане. Тоа е нивниот аргумент. Ќе видиме со какви предлози или со какви аргументи ќе излезат и на собраниската седница. Она што е битно е дека комисиската амандманската расправа заврши, иако постоја амандмани поднесени и од СДСМ и од ДУИ по однос на овие измени, така да многу малку може да се направи. Имајќи предвид дека власта го поседува владеачкото мнозинство, речи се известно дека по расправата на денешната седница ваквите измени ќе бидат донесени. Ова пак беше предвидливо и за СДСМ, тие решија поради ова да ја напуштат и работната група на која се преговара за измени на изборниот законник со цел да го блокираат пак овој процес. Изборниот законник е дел од реформската агенда на државата. Во моментов тука ќе се одјавуваме, ги чекаме изјави токму од страна на представници на СДСМ, а потоа се најавени изјави и на други пратенички групи за во 13 часот да почне и седницата, како што кажав, на која што ќе треба да се расправат овие значајни измени, прва политичка реформа по 2015 година во делот на составот на владата. Да, кате остануваш во собранието, тоа очекувам и во попладневните вести, беше тоа Катерина Нешкова.